Епизода 4. Офајкаме risk reward, офајкаме Fibonacci, каде цената прави брейк, а каде ретест. Повторуваме higher high, higher low, објаснуваме што е функцијата на викот, а што телото од свеќата. Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Во минатото видео фативме swing high, swing low, uptrend, downtrend, higher high, higher low, брейк и ретест. Спомнав и за телото на свеќата, спомнав и за викот. Зошто секогаш го земаме телото, а не викот? Викот е манипулација. Телото реалност или моментално. Што значи тоа? Свеќава, кај се отвараше свеќата? Долу, ако е булиш се отвара долу, се затвора горе. Така? Затворањето на телото е моменталната цена. Значи ова се случило, но ако ја гледаме ова свеќава, значи моменталната, ако се затвори за фактички може и на помал таймфрем, значи зошто викот не го земаме телото? Значи телото на свеќата е моменталната цена. Зошто ти викот некогаш дошол до овој степен и се вратил? Зато брейк чекаме со тело. Зошто? Оти телото ја кажува моменталната состојба, значи зборувам за брейк ако чекаме во моментот, не зборувам за брейк ако гледаме уназад. Значи во моментот ако имаме брейк со тело е валидно, зошто? Оти телото е затворено во тој момент каде што чекаме брейк. Ако имаме флипнување со вик или свип, значи флип или свип исто е, тоа значи дека имало нагло туркање на цената, но има некои посилни што ја враќаат назад. Зато немаме валиден брейк, зошто ти викот дошол некош до таа цена и се вратил. Значи направил манипулација. Тие манипулации што ја спомнуваме е уствари манипулацијата на свеќата. Зато е валидно да се зема тело, а не вик. Некои земат вик, потполно се сложувам и со нив. За нашата стратегија, ние чекаме брейк на структура со тело. Викот за нас е манипулација. Сега, викот ќе го користиме чисто за ликвидити што има оставено и да очекуваме повторно вик да особери, значи, тој ликвидити. Ликвидити е ликвидни средства или позиции на некои трейдери. Ме разбираш? Значи, вико го користиме стриктно за да се собери овој ликвидити. Оти овде застанала ценава и сега ако тргнува нагоре, значи се вратила на помал таймфрем, ќе видиме дека имаме или реакција или тргнала нагоре во оваа ситуација. И сега има трейдери во оваа ситуација што стават лонг позиција, односно купуваат. Стоп лосот му е баш по тој вик. И сега зато на поголем таймфрем ќе видиме викот, значи дошол до тука и се вратил назад. И баерите, односно тие што сакат да ја туркат цената нагоре, стоп лосот му е тука. И сега ние чекаме само како liquidity sweep. Значи, нов назив liquidity sweep. Liquidity sweep е брзо собирање на ордерите од трейдерите, а брейк е брейк на структура. И мора да запомниме дека викот ни е само за liquidity sweep, а брейк структурата ја чекаме со тело. Значи, зато е викот манипулација, а телото е она патот. Значи, викот може да изманипулира, а телото ти го отвара патот, односно ти ја кажува насокава на ценава. Зошто ти е моментално, а викот е само чиста манипулација. Во овој случај е, значи ако слегуваме на помал таймфрем, во овој случај многу ќе скокнат на ова свеќа, зашто имаме високо повлекување. Значи, туркале надолу, туркале имаме високо повлекување. Одиме на се ме разбираш зошто е манипулација? Да. Значи зошто е манипулација? Имаме повлекување назад. И сега овде е застанато. Значи овде е застанала ценава, имаме високо повлекување. Баери се активира и се цената може
да се врати да ги собери тие. И ако се затвори со тело, значи автоматски сме моментално овде и трендот продолжува. Ме разбираш? Да. Сега ние моментално со оваа цена сме овде. Ако се затвореше цело тело овде, ќе бевме подолу. Значи, тогаш е моментот на swing high и swing low или reversal. Значи, reversal е нешто што се враќа назад. Зато, пак ќе напоменам, виковите се стриктно за манипулација, за нашава стратегија, а телото на свеќата ни го отвара патот. Сега. Спомнавме брейк и ритест. Брейк го фативме, ритесто го нафрливме само. Алгоритмот има зададена задача да однеси ценава во одредено време на одредена цена. И сегде има некоја си реакција, што ја најдува, за потенцијален ритест. Значи, треба ритест да се врати, да најди нешто потенцијално и да продолжи нагоре. Дали се сеќаваш, ко спомнав на сам почеток, дека сегде на светот главно е правило да купуваме ефтино, а да продаваме скапо. На маркетов купуваме ефтино и продаваме скапо, односно треба да забележиме кај е ефтино и кај е скапо со ова Фибоначи алатка. Фибоначи алатката треба да ви изгледа вака. Значи имаме кец 0 и 0,5. Тргате се што ви е штиклирано овде, значи треба ви биде штиклирано 0, кец и 0,5. 0,5 секојаш нека ви биде со плава боја. Значи овде е левел спрајс, сето одштиклирате. Значи Фибоначи алаткава треба ви дојде и вака. И секојаш средината е 0,5. Сега, како знаеме дали во аптренд, кога купуваме секојаш, значи купуваме на пониско. Кој е моментот каде што знаеме дали е пониско или повисоко? Фибоначи алатката ја тргаме од последниот low, swing low, до последниот high. Секојаш средината или Фибоначи под средината, значи е во дискаунт или ефтино. Над ова зона е премиум или скапо. Значи, секојаш купуваме во дискаунт, а продаваме во премиум. Секојаш кога сме во аптренд, потенцијална реакција чекаме во дискаунт, односно кога е ефтино. Така да, уште еднаш. Low, high. Сега, замислете дека е вака ценава. Ние тргаме Фибоначи и чекаме цената да се спушти ефтино или дискаунт, за да го продолжи тој импулс нагоре, да го продолжи трендо. Зошто? Во дискаунт собира повеќе мојке. Значи, собира некаквов си ликвидити што е лево во ценава, собира гориво за да може да биде вториот импулс, односно да има доволно гориво да го истурка вториот импулс, да го извози трендо. Значи, за да имаме брейк над оваа структура, ние треба да се спуштиме во дискаунт или ефтино, да земиме залет, да го кажем, да продолжиме нагоре. Значи, една причина е да собереме некаков си ликвидити, втора причина е реакција во тој дискаунт за да продолжиме нагоре. Значи, не по секоја цена само да се спушти, туку треба да гледаме и реакции. Но за почеток нас ни е битно дека кога сме uptrend чекаме реакција од дискаунт, кога сме downtrend чекаме од премиум. Сега. Дошло дискаунт, дошло во дискаунт, значи во ефтино, продолжио трендот. Повторно тргаме Фибоначи. Повторно цената пипнала во ефтиното, продолжува. Повторно тргаме Фибоначи. Седур сме во аптренд, ние купуваме ефтино. Даунтренд е обратно. Тргаме Фибоначи и чекаме потенцијален сел во скапо. Значи треба да дојде скапо или премиум да продолжи трендот. Значи, нели, продаваме скапо, купуваме ефтино. Значи, за сел чекаме премиум или скапо
За buy чекаме discount. Купуваме ефтино. Дали имаш некакво прашање? Swing high, swing low, следење на маркет структурата. Потенцијална корекција за нов push ако сме во uptrend, секогаш е дисконт. Потенцијална реакција кога сме во сел за продавање, секогаш е премиум. Ајде да видиме на реален приказ, односно структура, како би изгледало тоа. Одиме на помал за да биде појасно. Прво, уствари да одредиме тренд. Сакам повеќе примери да опфатиме, затоа барам почист пример. Да нема нагли реакции. Не секош се почитува правилото, но за нас ќе го чекаме како правило што треба да се испочитува. Сега овде. Нели рековме, ако сме downtrend, секогаш земаме high и low. Значи секогаш high и low земаме. Или вака ќе направиме. Ова е последен low, ова е последен high, значи high од вамо, од лево. И сега што се случува? Фибоначи латкава ја тргаме од последниот, од телото на свеќата, од последниот low до последниот high. Кај слегува ценава? Во ефтино, во дисконт. Дали имаме реакција за нагоре? Сега. Овде обратно. Значи ова е последен high, ова е внатрешен low. Кај се скачува ценава? Во премиум. Што се случува овде? Реакција за сел. Така? Еве одма до него следен пример. Ова е high, ова е low. Кај се скачува ценава? Пак е во премиум. Што прави? Слегува надолу. Значи во премиум продаваме. Ајде, последен high, еве low. Кај иди ценава? Премиум. Дали ова случајност? Не, ова е реакција кај што препознава алгоритмот од банката, односно препознава ефтино, препознава скапо. Друг пример. Значи обавезно на телото од свеќата, на high и на low, зависно од трендо. Значи мора секогаш да следиме трендо. Во ситуацијава даваме примери, понатаму значи ќе се следи трендов. Имаме high, имаме low. Моментално сакаме да продаваме. Кај имаме реакција? Во премиум. Значи продолжува надолу. Сега овде, ова е high, видлив low, значи овде е јасна структура за видлив low нема. Ако земаме јасна структура, ќе дојде овде долу. Значи овде swing low гледаш негде? Значи може и ова да се земи како swing low, но не е видлива за око. Дали имаш структура овде или само надолен push да речем. Значи надолен push е. Нека не тајбуни, ќе ти кажам. Во ситуација ние го земаме овој low. Swing high, swing low. Трендот е downtrend. Ние чекаме да продаваме. Кај иди ценава? Во премиум. Шо преследно? Нов push, break, нов break. Океј, имаме нов break. Што правиме? Чекаме ретест. Кај чекаме ретест? Во премиум. Зошто ти сме дискаунт? Значи high, low. Одавде го земаме трендот. Ова лево кода не постои. Од овој low, овде high, low, еве го high. Значи овде сме uptrend, high. Овде имаме break. Значи lower low. Под ова се затвараме. Ако тргнеме вака линија, значи low, high.
ова и да го земиме, друга ми е поента. Значи во ситуацијава low, high. Ако имаме break над овај low, значи автоматски овај lower low. Еден high уназад, lower high. Ако имаме break за надолу, имаме lower low, дали сме downtrend? Downtrend сме, да. Што правиме следно? Од кај чакаме потенцијален потек? Lower high, lower low, земаме. Потенцијален нов сел за продолжување на трендот бараме во премиум. Дали сме јасни? Ова е фрактално и она што вика историјата се повторува. Значи уназад ова се повторува нон-стоп. Нон-стоп. Премиум дискаунт. Значи од маркет структура, од swing high, swing low, break и retest, тој retest има причина зашто се случува, а причината е ова. Се разбира дека има и други причини, што ќе ги проучуваме, но за старт. Значи мора да знаеме маркет структурата како се понаша. Формира high кога достигнува одредена цифра во одредено време, формира high. Од тука swing high, од тука прави промена. Значи промена, swing low. Промена, swing high. Swing low, swing high, swing low. Break, retest. Break, retest. Каде се прави ретестот? Ако сме за сел во премиум. Каде се прави ретестот ако сме за бај? Ако сме за бај во дисконт. Е сега овде структурно. Овде гледаш дека немаме почитување. Значи се случува и да немаме почитување, али главното правило е да се почитува. Ова е вечен промена на тренд. Тоа е друга лекција што ќе учиме. Сега учиме овде, значи може и ова да се случи. Значи овде има пип кај не. Одавде се активира бај. Значи не по секоја цена, убаво што го видов, не по секоја цена треба со тело, поубаво е со тело да дојде. Оти овде моментално го ќе пипни во дискаунт, да речем, ова ефтино, може одма да се активира бајери. Затоа и ова е валидно ако пипни со вик, но поубаво е со тело да пипни во дискаунт. Да најдам уште еден пример за бај. Последен low, последен high. Слегува ценава. Значи овде има break во меѓувреме, но гледај колку перфектно слегува во дискаунт и продолжува нагоре. Одма го префрламе Фибоначио од овој low, значи од последен low, последен high. Ова случајност или нешто е програмирано. Значи, со тек на време ќе видите дека се има смисла во маркетот ако го проучувате како што треба. Значи, body week, опфативме, следно што треба да опфатиме е risk reward. Нешто што ќе ни биде верно другарче, и што е битно да се знае, што е risk reward. Ризикот во позиција према добивка. Секогаш risk reward треба да таргетираме 1 према 2. Што значи тоа? Отвораме long позиција. Еве пример. Офаќаме значи скрос онака. Од нула. Од нула што знаеме па се до она што имаме научено. Low, high. Овде имаме break на структура lower low, ова е lower high последен. Може и ова да го земиме. Може и овој структурно. Е сега, дали имаме овде промена на тренд, uptrend. Значи ова е higher high, ова е higher low. Фибоначи алатка, дали чакаме во дискаунт? Иди во дискаунт. Ние сакаме да отвориме позиција во дискаунт. Stop loss. Значи границата на ризикот наш и take profit. Граница на профит. Risk reward е ризикот во позиција према reward. Значи профитот ни е reward или награда, а ризикот ни е парите што ги ризикуваме во позиција. Ние секогаш таргетираме 1 према 2 risk reward. Што значи тоа? Тоа значи ако ризикуваме $100, ние таргетираме овде да имаме минимум 200. Зошто? За да се исплати ризикот. 200. Профитот треба да не биде 200. Е сега, уште една правило што треба е,
во $100 или во стоп лос ризикот ние имаме 20 пипа.9 или еве ќе го направиме 21 за да не биде појасно. Значи ние имаме 21 пип граница на нашиот ризик, а таргетираме дуплото 42 треба. Значи 42, значи дупло 42 точно за да дојде 1:2. Entry profit 42. Риск реворд, ризикот во позиција према добивката. $100 сме инвестирале, 200 сме добиле. Тоа е риск реворд што треба да се знае. Секогаш правило 1:2. На долгорочно риск ревордот не носи пари. Зошто? Прост пример. Фрламе паричка. Ако падне паричката грб, -1, значи ако ни падне паричката, флипнуваме на паричка. Ако падне грб и другото што беше? Лице +2. Треба да флипнеме паричка 10 пати. 10 пати. Добивка +2, загуба -1. Прв пат флипнуваме, имаме загуба. Втор пат флипнуваме, имаме загуба. Значи грба -1. Трет пат флипнуваме, имаме загуба. Четврт пат флипнуваме, имаме загуба. Петти пат флипнуваме, имаме загуба. Шести пат флипнуваме, имаме загуба. -6. Дали е ова -6? Добивката ни е секогаш пута 2. Значи едно фрламе за 2 да добијаме, така? Првото ни е +2. Второто ни е +2. Третото ни е +2. Четвртото ни е +2. Колку е добивката овде? 8? Ние сме +2 во профит. Мислам во играта. Плюс 8 тотален профит, минус 6 изгубено. Плюс 2 сме добиле. Значи ние со 40% стратегија, значи 40% да функционира ова што го правиме. Ние сме плюс 2 во плюс. Зато овој бизнес, риск реворд и риск менеджмент е многу поголем фактор, можам да кажем и од техничката анализа. Зато мора да се спомни сега. Значи да се спомне дека има можни реакции на брейк и ретест. Спомнавме структура, спомнавме swing high и swing low. Сега го спомнуваме нешто најважно, што биднина ги носи пари. Значи и 6 пати да погрешиме, 4 пати, што 6:4 не е ни многу, ни малце. Значи 4 пати не е премно. Не викаме 8 пати да добијаме. Не викаме 4 пати да добијаме, сме плюс. Манипулацијата на маркетот со виковите ја спомнавме, со телото ја спомнавме. Мислам дека е доволно за ова епизода. Оти колку повеќе навлегуваме, можам да ве збунам. За домашна. Учете swing high, swing low. Higher high, higher low и можна реакција од премиум или дискаунт. Риск ревордо го знаете сега дека е пута 2 секогаш, а после мора да најдеме причина за да биде пута 2. Не е само по секоја цена пута 2, туку мора да најдеме причина.